Ќе ве поздравиме со денешната прва тема на лице место. Станува збор за месец март, односно оваа тема на некој начин ја усогласивме со точниот период, месец март како месец на промени или пак како сезонските промени влијаат на самото расположение и мотивација кај човекот. Повеќе во однос на оваа тема која што ја одбравме денеска за да биде прва токму на лице место, во утро слушаме од мојата денешна гостинка Мирјана Стојановска-Јовановска, која е психолог. Да и посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток ќе прашам колку сметате дека самите овие сезонски промени влијаат врз расположението и дали сметате дека поголемиот број е кај поединци или пак кај повеќето од нас? Па ние сите живееме во околината во која што живееме и нормално дека имаме како што ние влијаеме на околината, ама во голема мерка околината влијае на нас и на нашето расположение и тоа како живееме. Особено првите пролетни денови, еве, овие денови имаме многу сонце, потопло време, кај сите го подобрува расположението. Сонцето, сончевите зраци, оние промени што тие го прават и на физиолошко ниво на нашето тело, нели имаме повеќе серотонин, посрекни сме, посме расположени и нормално дека сето тоа влијае на тоа да бидеме помотивирани, да имаме повеќе енергија, малце повеќе чувствуваме надеж, желба да си ги оствариме соништата, она што си посакуваме, плановите да си ги оствариме, да си направиме, сега што ќе правиме понатака и така. Докажано е до сега дека доброто време многу научно е докажано дека доброто време до сега позитивно влијае на луѓето и ги покачува мотивацијата и желбата за постигнување, енергијата за живење. Што е со спротивната ситуација, односно кога имаме облачно, врнежливо време, како пак тоа влијае на нас? Па добро, тоа еве на пример тоа го имаме во скандинавските земји и во сите оние каде што нели во зимските месеци имаме ноќ, многу малце сончеви денови. Покачена е депресијата, покачено е нерасположението, поголеми се веројатностите дека некој ќе се откаже да прави тоа што треба или, за жал, некогаш дури процентот на оние самоубиства е многу повисок во таквите месеци. Очигледно, мислам, веќе докажано дека таквото облачно или без сончево време влијае многу на расположението, да биде ниско, поголема количина на алкохол се користи или копинг механизми да се справиме со тоа што ни е во телото, кои се негативни, да си го покачат луѓето расположението, затоа што кога е сончево и убаво цебален, не знам, ретко текнува, ајде да се напиеме по една ракија, нели, ајде него кидеме, ајде да прошетаме, да излеземе некаде, да се видиме со луѓе. Како велат баба Марта со 300 ума, имаме и сончеви убави денови, како денешното утро имаме и облачни и врнежливи денови. Кога станува збор за оние облачни и врнежливи денови, како да ги смениме тие негативни мисли? Дали можеби некои промени во самите навики, во дневната рутина, што вие препорачувате? Па, кај некои луѓе многу повеќе влијае времето, кај некој помалце. Значи, кај сите влијае, ама некој повеќе, некој помалце. Ако веќе знаеме за себе си дека времето е нешто многу битно, како ни го создава расположението и во оние денови кога немаме доволно сончево време, или нема или воопшто нема сонце, ние не сме расположени и дека доста влијае на нашата ефективност во работење и живење, би требало да си најдеме начини како би можеле да си го одржиме високо расположението. Значи да го околината во која што работиме и живееме, значи домот или канцеларијата или работното место, да ги опремиме со работи што нас не се драги, да ставиме повеќе цвеќиња, да ја наместиме светлината, нели, некоја убава лампа, некоја убаво жолто топло светло, што ќе не потсеќа на сонцето и на убавото време, начинот на кој што ќе се облекуваме, можеби начинот на кој што ќе зборуваме, ќе се поздравуваме, ќе се дружиме и ќе најдеме, значи, такви соодветни механизми
алатки како ќе се поддржуваме себе си во текот на деновите кога нема доволно сончева светлина, за да не дозволиме длабоко расположението да ни се расипе и да изгубиме желба да било што правиме во животот. Пред самиот крај, дали да применеме некои од овие механизми кои што ги напоминавте или пак кај оние кои што повеќе влијае, бидејќи напоминавте кај некој помалку, кај некој повеќе, потребно и да побараат сручна помош, например психолог? Па да, ако приметат дека тоа во еден подолг временски период се повторува, дека не успеваат и покрај работите што ги прават, нели, да си го поддржат расположението, не успеваат да постигнат да се чувствуваат малце подобро, би требало да дојдат да разговараат со некој психолог. Сега не има многу, достапни сме на секаде онлайн, лично, да посетите некого обавезно и да поразговарате, да ви помогне да си ги изградите тие механизми, да изградите начини како ќе се справите со она што случува околу вас и она што случува во вас. Како да најдете соодветен начин да одговорите на тие временски промени и како да си го одржиме желбата за постигнување, мотивацијата, енергијата, животна на повисоко ниво. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вас. Се надевам дека на некој начин овие информации беа корисни, односно сите овие механизми може да се применат за сите негативни мисли да се тргнат и да имаме позитивни мисли кога станува збор за сите оние денови кои што не ни се погодени, односно имаме врнежливи и облачни денови. Но денеска за среќа не е така, имаме едно пријатно и сончево утро, така да нема потреба да се грижите токму во однос на оваа тема.